Здраво и добре дојде во третата епизода поред од новава сезона, односно втора или 13-та севкупно. Уелкаст with Јосиф, поддржана од домовите за стари лица Феникс. Денеска темата е многу актуелна, многу потребна. Се работи за тема дебелина и хормони, нивната поврзаност и она што можеби често го слушаме како митови, вистини и слично. И гостин во денешната епизода е Сонја Пановска, која што е магистар по јавно здравје, вработена на клиника за ендокринологија и едукатор на лицата со дебелина, диабет и остеопороза. Опфативме доста прашања, теми кои што сигурно ќе ти донесат вредност, така да уживај во овие 50 на минути. Подкастот можеш да го следиш на Google Podcast, на Apple Podcast, на Spotify, на YouTube, на социјалните мрежи ќе ме најдеш, така да биди проактивен или проактивна, остави некој коментар, прашање и се разбира. Искомуницирате ја Сонја доколку ви е потребна дополнителна помош и насоки и доколку се соочувате со нешто слично. Уживајте. Сонја, здраво уште еднаш и добре дојде. Фала ти што ја прифати поканата да присуствуваш во Уелкаст with Јосиф. Епизода ни е ова, трета поред, сезона ни е втора. Горе-доле веќе знаеш како изгледаат епизодиве, што правиме и како правиме и сум сигурен дека ќе имаме супер разговор и уште повеќе одлична тема која што верувам ќе помогне кај многу луѓе кои што денеска ја живеат можеби темата за жал која што ќе ја зборувам или можеби ќе ја доживеат затоа што сме свесни како изгледа денес светот во однос на дебелината. Така, Јосиф, фала на твојата покана. Секако не можам да одбијам доколку се разговара за ваква актуелна тема. Да се представам, јас сум Сонја Пановска. Заедницата, знаеш, е важно да знае која си и што правиш. Така, јас сум Сонја Пановска, едукатор, промотер, магистар по јавно здравје, вработена на клиника за ендокринологија, диабетес и болести на метаболизмот. Кога разговараме сега за актуелнава тема, тоа е дебелина, може да кажеме дека тоа е една актуелна тема која што ја зафаќа не само нашата држава, туку општо, глобално, целиот свет се справува со една голема јавноздравствена проблематика. Така што во 2020 се регистрирани околу 650 милиони пациенти со прекомерна тежина и со дебелина. Сега знаеш што? Што е прекомерна тежина и дебелина? Ајде од таму да почнеме, затоа што сигурен сум дека и ти го знаеш тоа и перцепцијата општа, генерална е кај луѓе дека знаеш кога имаат 5 до 10 килограми вишок, знаеш, многу и не се оптеретуваат ради тоа што толку е тоа многу застапено, да веќе со 5 до 10 си као дури и во здрави личности спаѓаш. Што значи покачена телесна тежина и еве прекомерна тежина и овие 650 милиони кои што ги спомна? Така, значи главен индикатор за појава на ова прекомерна тежина е одредувањето на body mass index, односно индекс на телесна маса. Тоа се пресметува килограм врз метар квадратен. Има некоја, според Светската здравствена организација, има некои мерила кои што укажуваат која е нормална тежина, која е прекомерна тежина, која е дебелина, односно обезност тип 1, 2 и 3. Од 18 до 25, значи според тежината и висината, се смета како нормална тежина, односно индекс на нормална телесна маса. Над 25 до 30 е прекомерна тежина, а над веќе 30 до 35 е обезност тип 1, на 35 е тип 2, потоа тип 3, морбидна обезност која што бара посебен третман. Така што имам пациенти на нашата клиника кои што се со прекомерна тежина, меѓутоа и се со дебелина, диагностицирана дебелина и затоа тие имаат пореметување, односно забавен метаболизам. И затоа на нашата клиника ги диагностицира тие пациенти за да се види најпрвин од каде е причината за забавениот метаболизам. Тоа е, значи, главната причина хормонскиот дисбаланс. Сега, постојат различни фактори кои што го пореметуваат тој хормонски баланс, бидејќи секое тело
функционира на база на хормони кои што се продуцираат од желездите со внатрешно лачење. Тоа се ендокрините железди кои што постојат во нашиот организам и тие лачат хормони. Хормоните праќаат информации до органите и до сите клетки за да може да функционираме. Значи, правилен раст, развој, раст на коса, кожа, ногти, коски, репродуктивен развој и сето тоа е на база на овие хормони кои што ги произведува целиот ендокрин систем. Доколку постои, значи, пореметување, односно некој надворешен фактор, дали е генетика, дали е стрес, како една од најосновните причини за појава на тој хормонален дисбаланс, тогаш постојат периоди кога има зголемено лачење на тие хормони и намалено лачење. И како резултат на тоа се забавува метаболизмот на човечкиот организам. Забавување на метаболизам еве чисто како, знаеш, многу често го слушаме и луѓето го, знаеш, и го користат во секојдневна терминологија, нели, разговори за како изговор, еве зошто јас имам вишок на килажа. Забавувањето на метаболизмот е намалена потрошувачка на калории на телото, што придонесува за поголем потенцијал ти да складираш масти, така, и ти го подразбираш како забавен метаболизам? Забавен метаболизам, значи мора да постои причина зошто е тој забавен метаболизам. Ние на клиника први да испитуваме која е причината за забавениот метаболизам. Значи тоа може да биде проблеми со тироидната жлезда. Затоа што таа е најголема ендокрина жлезда која што лачи тироидни хормони кои што се задолжени за правилен раст, развој, за функционирање, за терморегулација. Меѓутоа, исто и покачени антитела или сега веќе актуелно е Хашимото тиреоидитис. Што е тоа? Покачени антитела или тиреоглобулини. Тоа значи дека телото, сопственото тело си го напаѓа својот организам. Која е таа причина? Значи стресот е најголемата причина на појава на тие антитела. И тогаш се забавува метаболизмот. Значи тогаш пациентите од многу стрес, значи се развива тој хормон на кортизол, на инсулин и прекумерна јадат, односно не знаат кога им е доста. Така. И тогаш се Сега, забавува Сонја, метаболизмот. тука еве ме наведе на многу интересно прашање, а тоа е дали да знаеш често еве стресот е чест не, ајде, присутен е стресот, ама многу често луѓето го користат како изговор зошто не може да направат одредена промена. И, знаеш, и порано еве јас кога работев со клиенти околу воспоставување на начин на исхрана и така натаму, многу често нели доаѓа со веќе формирана слика зошто они имаат вишок на килограми, нели знам јас од што ми е, од стрес ми е, но прашањето мене ми е дали под стрес само подразбираме околностите што ни се случуваат и животот, нели, и динамиката во која што живееме во 21 век, или стрес на телото му прави и веќе постоечката на подолг рок неправилна исхрана. Така. Значи тоа се две комбинации. Први, надворешните фактори влијаат на појава на стрес. Стресот влијае автоматски на човечкиот организам и организмот... Дали е стрес да изедам, не знам, еве, огромна количина на процесирана храна полна со шеќери, процесирани. Дали тоа е стрес за телото? Па тоа е стрес за телото, секако. Бидејќи таа храна процесирана бе полна со шеќери, таа прави зависност. Кога ние сме под стрес, едноставно се лачи кортизол. Паралелно со лачење на кортизол се лачи инсулин, се лачи грелин и лептин, значи другите хормони на глад, на ситост кои што немаат контрола. И веќе стануваат сензитивни, сите стануваат сензитивни, односно интолерантност имаме на тие хормони и затоа почнува да се појавуваат тие натрешни пореметувања. Значи од надворешни фактори секако тие најмногу влијаат на пореметување на ендокриниот систем. Што е попрво? Затоа што, еве, често и луѓето, нели, велат имам проблеми со тироидна или инсулинска резистенција и
и тие најчести нели хормонални дисбаланси мислам, факт е дека придонесуваат во покачувањето на телесната тежина или во потешко намалување доколку веќе некој тргнал на тој процес, но што е попрво? Како има chicken or the egg проблем е тука? Дали прво јас со мојот стил на живење ги пореметувам хормоните или прво хормоните ме пореметуваат мене? Како започнува тој круг и таа спирала? Секако, значи, ние сме сите родени со правилен метаболизам, со правилно лачење на сите хормони. Меѓутоа, надворешните фактори на средината, воспитувањето, сепак фамилиарните навики придонесуваат за пореметување на тој хормонален баланс. Значи, тука влие, освен стресот, влие и неправилната исхрана. Односно, навиките во детството највеќе влијат во начинот на функционирање на секојдневието, бидејќи доколку детето се храни со многу шеќери, многу сол, многу процесирана храна, конзервирана храна, тој станува зависен. Таа храна ствара зависност. Таа не е храна која што помага во правилен раст и развој. Тоа е храна која што е фабрички преработена. И телото не ја препознава. И телото затоа реагира. Доколку децата имаат здрави навики, уште во рана возраст, односно имаат исхрана на база на оше, зеленчук, мешунки, житарици, тогаш правилно ќе се расте, ќе се развива, меѓутоа и паралелно вклучување на некоја физичка активност. Значи, секое дете треба да има спорт. И сето тоа се рефлектира во здрава личност, со здрави навики кои што ги пренесува после со генерации. Доколку тука од старт се сгреши со неправилната исхрана, со залажување на децата со грицки или со некои шеќери, за да купиш внимание, и плюс тука е седентарниот начин на живот, нели? Гледање на готови информации од интернет, немање никаква социализација, тогаш настануваат некои пореметувања, односно глобално. Ова е проблематика не само кај нас. Да, јавно здравје е ова проблематика. Значи, ова е јавно здравствен проблем. Ова е глобално, во целиот свет, кај што луѓето сега не можат ни да си помогнат веќе, бидејќи работат сите фармаколошки компании како да дојдат до подобрување на овие состојби кои што веќе се настанати. Значи, тука се веќе и ризиците со дебелината, кардиоваскуларни, неуролошки, потоа проблеми со полицистични јајници, наша патологија, значи тироидна жлезда, коронарни болести, хипертензија, покачени масти во организмот, значи веќе во возрастна доба се појавуваат тие компликации. Така што светот денеска генерално се соочува со проблематика со дебелината, не со глад. Апсолутно. Тоа е. Значи, за жал, изминатиот век се справуваше со глад. Меѓутоа, сега има преголема количина на храна. Многу калории. Многу калории, да. Денеска се произведува многу храна. Секако. Да, види, тоа не е проблем, проблем е што таа е пред се сиромашно нутритивна храна која што е таа е најдостапната и практично. Сиромашно нутритивна, високо калорична. Сега спомна дека у текот на детството често, нели не често, туку секогаш детството и тоа како родителите можеби даваат пример. Децата најчесто и прифаќаат и сигурен сум дека гледаш примери на и деца кои што често знаат да се нели денеска на систематски знаат да се мери хипертензија, шекер и така натаму, што не било замисливо порано, како е можно дете тоа да го. Но еве, често веќе во основно, при крај на основно и особено средна школа, знаеш, кај деца, особено девојки кои што имаат проблем со вишок на килажа, знаеш, свесни се дека тоа не треба да го имаат и нели како јас ќе бидам поатрактивна и многу посегнуваат по екстремни диети, дефицити калориски и слично. И дали таа комбинација на лоша навика во детство
подоцна посегнување по екстремни начини за слабење по секоја цена, дополнително го усложнува и го експонира проблемот. Какво е твоето дополнително. мислење? Да, мислам дека тие навики тешко се искоренуваат. Меѓутоа веќе кога ќе почнат тие проблематики, значи со репродуктивниот систем, појава на полицистични јајници, па потоа инфертилитет, односно неплодност, се гледа дека тие пациенти, односно девојки, имале проблеми во поранешниот период, односно период на адолесценција. Бидејќи факт е дека може телото да си помогне, може да, тоа е шок секако, значи да се исклучи од тие сите непотребни производи кои што ги консумирала секојдневно. Меѓутоа мора да помогне тука и таблетарната терапија. Таблетарната терапија е исто и начинот на исхрана и секако веќе свичнување на физичката активност. Значи, дури имаме апликации, дури сите телефони имаат Health, кои што кажува колку чекори денеска поминуват. Нема лажење. Мене повеќе знаеш што ми е дали прашањето, дали диетите со гладување, со премногу големи калориски дефицити, исто така може да влијаат лошо на хормоналниот систем и дополнително да го ја усложнат секако веќе постоечката проблематика, пошто така ти имаш 20 кила вишок, си дошол средна школа, си викаш ова не сме вака ја, како кој ќе ме сака и така натаму, нели тинеџерси те фаќа страф од таа помисла и викаш ја по секоја цена сега ќе превземам нешто ова да го нема. И секогаш најатрактивно звучи апчиња, диети, кои што брзо ветуваат резултати. Дали таквите диети со гладување и тие екстремни флуктации на 20 кила за месец и пол-два влијаат негативно на хормоналниот систем? Секако влијаат. Значи, такви рестриктивни, нискокалорични диети влијаат веднаш, значи негативно. Затоа ние како клиника правиме еден целосен третман. Што тоа подразбира? Доколку пациентот со таква проблематика со зголемена тежина дојде кај нас и има, нели, со изостанат конкретно кај девојките со прекинат менструален циклус или немаат воопшто циклус, значи се прави целосен преглед. Тоа значи од хормонален статус, потоа одредување на body mass index, реков, нели, кои вредности, потоа обем на струк, обем на колкови, потоа навиките во исхраната и секако се пристапува индивидуално, во зависност од тоа, која возраст е, кои се навиките домашни, дали е студент, дали е ученик, дали работи, има родено, нема родено, значи се прави еден индивидуален пристап. И врз основа на тоа, врз основа на лабораториските анализи, одредуваме таблетарна терапија, доколку има потреба, нели, и одредуваме правилен начин исхрана. Тој подразбира не нискокалорични исхрани, не рестриктивни, не значи на база на 500-900 калории, туку врз основа на базалниот метаболизам да се види како телото реагира, односно колку калории внесува во зависност од тоа што го има, колку тежина, значи се прави индивидуален третман за правилен начин на исхрана во однос на тоа какви се секојдневните обврски. Дали може да готви дома, не може да готви, дали и работи навечер, не работи, дали например кај мажите е шофер или не е шофер. Тоа, значи, тоа е се индивидуално. Да, не можеш да му дадеш листот по ова води. Значи ние немаме шаблон. Еве ова е, пише на диета и готово. Туку тоа се индивидуално. Меѓутоа се базира на сите параметри. И на навиките на личноста и биоритмот. Да, се разговара, да, секакви навики, секако физичката активност, да не се напомене, бидејќи тоа е инпут и аут. Значи храната која што ќе се внесе мора да се потроши. Апсолутно. Не сме, бидејќи се претвара во масно ткиво. Сонја, постои ли хормон кој што може да се окарактеризира како најглавен виновник за што стимулира покачување и дистрибуција на масно ткиво низ телото, или можеби, не знам, или па група на хормони кои што се одговорни за тоа?
Тоа се една група на хормони, како што ги напоменав, грелин, лептин, GLP-1, кортизол, инсулин. Сите се битни. Значи, лептинот се складира нели во масното ткиво, а инсулинот е многу битен хормон, бидејќи тој се лачи во панкреасот, меѓутоа неговата функција е многу битна, затоа што го транспортира шеќерот до клетките. И кога имаме зголемено ниво на инсулин, тоа е при прекомерно јадење, значи се лачи многу инсулин. И транспортот на гликоза до клетките е несоодветен, односно е половичен, затоа станува гликоза во крвта на повисоко ниво, значи од нормалната вредност повисока. И затоа се појавува тој диабетес тип 2. И правиме секако тестови, значи симулираме еден внес на хиперкалорична исхрана со гликоза 75 грамска и се гледа колку е нивото на инсулин пред јадење, после сат време и после 2 сата. И врз основа на тоа исто правиме индивидуален пристап. Инаку битни се сите, да, постојат секако група на хормони кои што... А што, конкретно еве диабет е можеби најсреќаваното нешто кое што секојдневно го гледате на ендокринологија. Како изгледа најчестиот шаблон како луѓето доаѓаат до овој диабет тип 2? Да, значи... Што еве така, како изгледа еден процес, чисто за знаеш, затоа што кога луѓето знаат како изгледа еден процес, и стануваат посвесни, знаеш, таа сама свесност можеби ќе им помогне да кога ќе осетат дека знаеш, фаза 1 ова ти се случува, фаза 2 ова ти се случува, знаеш, да можеби у фаза 1 ќе им текне да кренат рачни и да превземат нешто. Пошто најчесто кај вас доаѓаат веќе у фаза кај што, нели, кај што треба и терапија. Како изгледа создавање на диабет тип 2 и како да не дојде човек до терапија? Така. Значи, кај нас доаѓаат пациенти кои што се, значи, со некои симптоми, како што е преголема жет, пиење на вода, ноќно мокрење, сува уста, слабење, тоа веќе е кај тип 1. Значи, кога пациентот е зависен од инсулин, односно панкреасот повеќе не лачи инсулин. Да. Кај тип 2 доаѓаат претежно обезни пациенти, значи со прекомерна тежина, меѓутоа имаат покачен инсулин. Тука е неправилниот начин на исхрана. Тука е најмногу задложен тој стил на живење секојдневен. Со рутинска контрола. Значи, едноставно се чувствува заморно, нема волја за живот, едноставно чувствува исто жет, малаксалост и тогаш доаѓаат да проверат дека нешто се случува. И врз основа на рутинска лабораториска анализа се гледа дека гликемијата е на некој повисоко ниво. После ние правиме дополнителни исследувања да видиме инсулинот до кое ниво е, па после проверуваме тироидна, доколку се работи, зависи се индивидуално. Зависи докторите како ќе одредат. А зашто дебелинава е најголем причинител на диабет? Што толку му прави на панкреасот дебелината? Знаете што, кога има зголемено лачење на инсулин при прекумерен внес на храна, тој веќе не може да го транспортира шеќерот до клетките. И тој останува висок. И самите крвни садови од многу висока гликемија, висок шеќер во крвта предизвикува висок притисок, замастен црн дроб, замастени параметри, липиден статус, така што сепак дебелината е искрено виновник. Да, и можеби не толку дебелината, колку што те разбрав, туку навиките кои што ти ја носат дебелината, а тоа е преголеми дотури на калории сиромашни, нели, со многу шеќер и заситени масти. Прават, го малтретираат цело време панкреасот. Малтретираат панкреасот да произведува инсулин, меѓутоа со тек на време тој повеќе не може да произведува нормално. Друже, Јан, до тука. И до тука не може веќе да произведува, би тука настануваат проблеми. Кој е чарето кога ќе
настанат проблемите. Така, затоа што, знаеш, жалосно е да се знаеш, луѓето решението да го гледаат во боцкање инсулин доживотно. Како може тој процес да биде полеснет? Така, доколку се диагностицира диабет кој што е зависен од инсулин, тогаш боцкањето инсулин е доживотно. Тогаш резервите се потрошени. Меѓутоа, кај тип 2 се уште има некои резерви, се дава терапија која што полека помага тие резерви да влијаат на дистрибуција на гликозата до клетките. Тоа се таблети? Тоа се таблети. А сега во поново време има и инекции за слабење. Така што фармакологијата... Зашто слабење? Па да, тие се една врста лираглутид ги викаме ние, да, тие сега се промовираат и се ефикасни. Што прават тие? Тие го намалуваат апетитот. Значи, ја зголемуваат ситоста. Значи, при мал внес на храна... Тие влијаат нешто на овие лептин, грелин хормони? Да, значи тие влијаат на тие хормони кои што лачат, значи, преголема количина на хормон на ситост и хормон на глад. Така што при самите тие прават блокада на тие рецептори и доаѓа до ситост при мал внес на калории. Аха. Да, тоа е сега една тоа е ново, тоа е сега нешто ново. Да, голем предизвик и за нас. Зашто? Така што па голем предизвик да видиме како ќе реагираат пациенти. Имаме до сега околу 30-тина. Аха, значи стварно е тоа. Многу е тазе нешто. Да, интересно е. Мислам медицински е издржано. Тоа е најбитно, меѓутоа дошло до клиника веќе да се прави, не. Меѓутоа сепак треба нели една поддршка секако од медицински тим кој што ќе ги води тие пациенти. Ги спомна полицистични јајници исто дека особено нели денеска исто многу девојчиња се соочуваат. Сега има има синдром на полицистични јајници? Да, и полицистични јајници. Што е? Не, тоа е полицистик овариум синдром. Тоа е група на симптоми кои што предизвикуваат полицистични јајници. Докажани се со гинеколошки преглед, значи самите јајници имаат цисти. Кога има повеќе цисти во јајниците, тогаш има изостаток на менструален циклус или воопшто нема. Девојките обично имаат мозолки или имаат влакна во подбрад, околу подбрадок, околу градите, значи околу грбот, така што имаат зголемено лачење на андрогени хормони, тоа е тестостеронот, како еден андроген хормон, кој што ние исто го испитуваме, меѓутоа тој го исто оваа појава, овој синдром го забалува метаболизмот, па претежно пациентите освен висок тестостерон имаат и висок инсулин. Така што се дава терапија која што ги блокира тие и ги намалува лечењето на андрогените хормони, е исто секако индивидуален пристап во однос на исхраната и физичката активност. Да. Практично исхраната и физичката активност влегуваат и у превенција и во подоцна, не дај Боже, третирање на состојба која што ќе се појави. Се појави, да. За жал се појавува многу често. Да. А дали каква ти е еве тебе перцепцијата во смисла дали луѓето кои што еве ќе се здобијат со одредена состојба, таа состојба ги поттикнува да конечно одлучат, слушај, стварно морам да сменам у животниот стил нешто, или понатаму се уште им оди тешко и цело време се во некоја спирала на падни стани. Индивидуално, многу зависи поддршката од членовите на семејството. Тоа помага во решавање на веќе настанатите проблематики. Кај некој нема резултати и веќе кога оди се предаваат и јас сум со проблем. И многу други алтернативи. Веќе кога доаѓа до некоја фаза на дебелина, трета фаза, четврта фаза, подигнуваат на оперативен зафат.
бидејќи не можат, нели, кога не можат веќе фармаколошки да се справат, кога не можат со физичката активност, со диетите, постојано мислам дека им е тоа измачување, бидејќи се многу зависни од тие шеќери, од многу процесирана, конзервирана храна, веќе се откажуваат и решаваат кон баријатрика. Кое е твоето мислење за баријатрика или за они гастричен балон? Да. Значи има можности. Во нашата држава гастричен балон се поставуваат на абдоминална хирургија, а надвор од државата и гастрик слив. Тоа е поинвазивна метода, со општа анестезија, лапароскопски е. Тука веќе отстрануваат 2/3 од желудникот. Значи, јас лично сум присуствувала. Во Италија бевме на една едукација, пратени од работа и сепак тоа е една поддршка, освен фамилиарна поддршка пред почеток на интервенцијата, тоа е поддршка од една група на исто такви обезни пациенти кои што се решаваат на таков подвиг. И сепак тоа здружение има соработка со медицинскиот тим. И им ги кажува последиците, им ги кажува можностите, сепак да бидат спремни. А што е поголемо можностите или можностите или за да ослабнат 20-30 килограми, бидејќи сепак и пред оперативниот зафат тие мора да бидат на некој диетален построг режим, за да може да биде успешна операцијата. Меѓутоа се прават повеќе анализи. Значи од гастроскопија, од компјутери, од рентген на гастроинтестинален тракт, за да се види, значи, каква е функцијата. Не секој е подложен, значи не секој е потенцијален нели пациент за таков зафат и секако на запад тоа е веќе секојдневие. Луѓето се повеќе се решават, меѓутоа мора да се направат сите клинички, медицински постапки за да се направи таа интервенција. Во нашата држава се става балон, гастрик балон. Да, исто таа е полесна метода. Меѓутоа и после ставањето на тој балон, сепак треба пациентот да биде пак на некој режим на исхрана, односно правилен начин на исхрана. Не со рестриктивни диети, туку како правилно да се исхранува. Со исфрлање на сите овие, нели? Ова само ќе ти помогне да можеби количините не ги претеруваш, ама тоа не значи дека ајде сега. Па и психолошки делува и многу. Да, пласибо плюс има тогаш. Да. Психолошкиот момент е најбитен. Значи, сега, дали, знаеш, еве се затоа што и мене ми е новина ова што го спомна пред малку со терапијата која што ја давате за да ги блокира рецепторите на овие на хормони. Дали можеби таа ќе стане нешто што ќе ги замени овие хируршки зафати и ќе се покаже како поуспешно нешто? Ќе видиме, се уште ново да се каже, меѓутоа за сега има некој успех. Меѓутоа сепак ќе кажам битна треба поддршката. Треба големи бројки и време. Треба бројки, време и поддршка. Значи, од медицински тим, поддршка, фамилиарна поддршка, соочување со реалноста, соочување на оние сите нус ефекти кои што се соочуваат првично првите 2-3 недели. Значи се тоа прифаќање на актуелната состојба. Јасно. Ако ја прифатиш, ќе има резултати. Ако не ја прифатиш, секако ќе наоѓаш милион решенија за неуспех. Да. Тироидна исто така е нешто што ги става, да речеме, на страна од еве диабетот, кој што е број 1. Па и диабетот е практично и еден од најголемите причинители за смртност. Нели, пошто како составен дел, еве, не знам дали е, знаеш, дали го рачунаат како дел од кардиоваскуларните проблеми затоа што диабетот по автоматизам ги носи. Али е голем убиец на човештво у 21 век. Каде е на тоа нема да те прашам што е пострашно со тироидна да имаш проблем или диабет, али еве ќе те прашам, постои ли некое такво Па видете. Сега, значи, тироидна и со тироидната има различни проблеми, нели? Јасно е. Но барем чисто овака, значи, јас сакам по народски речник да користиме, за да може да биде разбрана, нели, и од заедницата и од публиката. За диабетес тип 1 или тип 2? Не, тип 2. За тип 2, да. Значи, кај едниот и кај другиот
нели, синдром, постои забавен метаболизам. И кај едниот, и кај едната и кај другата појава постои и потребна е таблетарна терапија. Не можам да кажам што е полесно. Значи, симптомите се секако Слични. горе-доле слични. Ти се јаде, не си наеден. Тоа е кај хипотиреоза и кај Хашимоти имаме кршлива тенка коса, кршење на ноктите, сува кожа. Едноставно јадење на прекомерна количина на храна и кога ќе се открие се примаат тие, нели, тироидни хормони, меѓутоа во најновите истражувања се вели дека тука па глутенот многу влијае. Така што се препорачува да изфрлување на производи кои што имаат глутен. Затоа што денешнава индустрија многу става. Да, зборуваме во ситуација за во однос на исхраната. Во исхраната, не за глутенот смета во кога некој има проблеми со тироидната. Со тироидна. Да. Тоа е сакам. Да. Тоа се најновите истражувања, аз ги пратам, читам. Така што се препорачува тоа да се избегнува, нели, се што се чита на интернет што смета на тироидната жлезда, дека броколи, кејн или блитва, зелјестите производи дека сметаат. Овие медицински истражувања кажуваат, значи, не целосно исклучување, туку повремено консумирање, наистина. Тоа е во однос на тироидната жлезда, инаку се лечи, луѓето живеат најнормално со пореметување. Мислам, тоа е веќе кој ќе се вратиме до метаболизмот во нормала, после тоа најнормално јадат, меѓутоа припазуваат на запад, припазуваат на овие намирници со глутен. А кај нас многу се јаде глутен, многу. Добро, еве им на клиника кога на некој треба да му препорачате исхрана. И пациентот има проблем со тироидна, еве ти лично препорачуваш да се изфрли глутен? Јас не можам целосно да им кажам, бидејќи се уште немаме такви докази кај нас кои што имаме, кои што ни прескрипцира, дели прескрипција дека треба да се изфрли. Значи тоа е од некои сознание, од научни сознанија на запад. Меѓутоа, доколку им велам, доколку не е пракса, се уште не е пракса. И не смееш да го промовираш тоа дека едноставно глутенот е тој кој што смета. Меѓутоа, сепак избалансирана исхрана, правилен начин исхрана, значи, нели? Дури и со глутен сигурно ќе биде подобро. Да. Па добро, нели, може да се има замени. Секојаш и за глутенот има замени. Не, за глутенот зашто ми беше смешкава повеќе? Ради тоа што луѓе често знаат да се фатат за некоја таква ситница, као, нели, не глутен не, соја не, или знаеш некои такви трендовски хистерии кои што кружат по општеството, и затоа ми беше смешката као дури и да си дури да внесуваш глутен во исхраната, ама се додека ти е калориски оптимална, нутритивно оптимална, секако ќе има добар ефект. Так. Сигурно ќе има многу подобар ефект и врз работата на тироидната жлезда, отколку знаеш сега ти да лежиш на тоа уво дека ништо ја чим јадам глутен готово, нема шанси да се оправам, дај да си јадам процесирана храна и блакце и теста и свашта. Тоа е промена малце на лајфстайл, значи организирање на денот и на сите активности. Повеќе тоа е приоритет кој што предизвикува такво пореметување на тироидната жлеза, затоа што принцип луѓето знаат што им се случува, што било причината. Зошто тоа? Имав стрес, нели? Јак стрес и сега ми се случи тоа и тоа и тоа. Наоѓање на издувен вентил. Едноставно преку физичката активност, тоа е, нели, читање на добра книга, гледање на филм, одење во театар, смеење, комеди, тоа е едно заборавање на сите проблеми кои што барем ги имаш во теков на денот. Тоа е терапија. Сат време, 2 сата, релаксирање. Да, и жалосно без разлика што да ти прави релаксираност, прави го. Сите го знаат тоа, работата е што
Викат немам време. Да се Немаш. дојде до време до има. има време. Не е изговор, немам време. Како твојот ден изгледа? Отприлика, знаеш, затоа што еве ти си човек кој што многу често се среќава со дебелина, со проблеми со хормони и имаш идеална ситуација во која што можеш да речеш има и полошо, гледај какви се, ја не сум толку страшна. Знаеш, од друга страна, кога си на работа сите сме дел од некаква заедница на луѓе во која што, нели, некај секого навиките се добри, па ќе си подложен на искушенија за благо, за процесирана храна, за многу шекери и така натаму. Како тебе ти изгледа еден ден, како ти успеваш еве да се справиш да не отидеш во група на прекумерна тежина, можеби. Така. А сепак си мајка, да, си... Да. Јас оваа тежина ја држам, можам да кажам, скоро 20 години. Така што имам 2 родена деца, кои ќе ме прашат пациентите што јадете, што вака сте, нели, во иста форма, бидејќи ве знаеме одамна. Јас ќе ви кажам што не јадам. Бидејќи листата на тоа што јадам е поголема од листата на таа што не јадам. Па што не јадете? Значи, не пијам газирано, не пијам кока-кола, не пијам сладки сокови, цедам сокови. Не јадам значи грицки, тоа не ми е основна храна. Грицки, соленки, чипсови, благи работи, само во исклучителни ситуации кога има роден ден и прослави. Инаку не ми е секојдневие. Друго, не јадам таква процесирана, конзервирана храна, не јадам. Паштети без разлика какви, не јадам паштети. Леп не јадам, значи доколку јадам леп, правам или домашен, значи од многу семки, од многу семиња, од многу житарици. Таква ми е исхраната, а бел леп не користам. Бели пецива, гевреци, лиснато, тоа не јадам. Бурек, симит не јадам. Едноставно, јам кажано стоп. Тоа го пренесувам и дома. И моите домашни истото тоа го прават. Браво. Така што храната ми се состои претежно од житарици, обавезно доручкувам, така и кажам и на пациентиве сите да доручкуваат. Тоа е енергија која што ти дава нели една функција барем 4-5 сата. Колку вкупно оброци имаш? Од прилика? Па имам доручек, ручек, зависи ако попладне правам чекор или имам физичка активност и вечерам. Меѓутоа вечерата ми е или јогурт со салата, или некој намаз со двопек, или салата. Доколку... Значи 3 оброци секако ги... Секако, да, овоше јадам. Правам смути со многу семки и со мешано овошје. Користам многу замрзнато овошје, житарици, тоа ми е за доручек. Обавезно. Житарици дури ги навикнав и колешките да јадат житарици на доручек. Браво. И сите сме топ. Да, мислам, можам да потврдам. Може да дека дојдете слободно да видите сликата дека таква. Не, значи дури е Да. и за поздрав е, затоа што стварно е, Да. што многу често се среќава во установа медицинска да А доколку да не имаме изгледа. частење, секако. Значи има поводи на частење, на благо јадење. Секако тоа се консумира, се ужива. Значи многу е битен моментот на уживање, на социализација, а малце утредента сме после на порестриктивна исхрана. Така балансираме. Да. А физичката активност рече ти си пешачиш често? Пешачам, да, пешачам. Значи гледам на Хелт да направам до 10.000 чекори. Тоа и така им советувам на сите, барам 30 минути дневно пешачење. Нели, користење на скали, на место лифт, точак на место кола. И зависи од временските услови. Некогаш вежбам, некогаш не. Зависи, меѓутоа практикувам. Битно имаш континуитет. Имам континуитет, самата работа е физичка. Јасно. Веќе не е седентарна. Супер, Сонја, баш ти фала за ете си направивме убав разговор. Мислам дека оваа тема стварно било која тема, само дијабет да земеше е многу огромна тема и не може човек се да опфати, но во секој случај верувам дека барем малку поттикнавме можеби некој да си аплаудира за можеби добрите навики, некого поттикнавме да превземе нешто ако оди у погрешна насока.
Еве, се надевам ќе имаме прилика да се дружиме и повторно на некои подкасти емисија и да зборуваме повторно еве за некои новини како што еве денеска и мене ми беше новина ова со лекот или како да го наречам кој што го тестирате. Така, фала на поканата. Мило ми беше да бидам твој гостин. Секако овие теми се актуелни и се надевам дека ќе допринесеш, нели, во твојата популација да превземе нешто за подобар лајфстайл, подолг живот и поквалитетен живот. Ја не сум одговорен за, знаеш, секој за себе ќе си Мислам превземе, дека ама ќе влиеш. да, Ќе влиеш колку верувам, толку. затоа го мислам правам. дека ќе влиеш. Да. затоа го правам. Фала Супер, многу. Сонја, фала ти и се гледаме следен пат. Се најубаво.